слушачи, ве поздравуваме во ова ново издание на емисијата Ваш термин. 17:10, знаете, секогаш е време за ново издание, нови информации, кога станува збор за проблемите со здравјето. И како што можете да забележите, не сме во студио. Го посетивме првиот центар за детска рехабилитација Петка, кој што се наоѓа во центарот на градот, за да поразговараме малку на една многу актуелна тема за децата, за појавата на сколиозите, бидејќи ми се чини дека последниве години наназад е зголемен бројот на појава на сколиози и деформитети на рапетниот столб кај децата. И токму поради оваа причина сме овде, малку да биде и една спонтана емисија, малку и сето она што треба да го покажеме и да го мојата соговорничка Диана да го покаже на едно детенце како се тоа треба да биде и зошто е тоа така, да ви биде малку поинтересно и да ги доближиме побаво работите до вас. На почеток да поздравам Диана, ти благодарам што одвои време и што не прими во твојот центар. Прв центар ќе потенцирам за детска рехабилитација. Еднаш кога ми беше соговорничка во студио во Ваш термин и сега решивме повторно да направиме една емисија за се тоа што се случува кај дечињата, некако да го пренесеме до нашите гледачи и да им ја доближиме темата за тоа нели да реагираат навреме. Ви благодарам што дојдовте. Многу е важно да има еден ваков центар затоа што не е се едно децата каде ќе прават терапија, многу е важно обкружувањето за да ја прифатат терапијата да се работуваат. Уште првиот пат кога ми го слушаше, те прашам зошто одлучи нели токму ова да го отвориш, бидејќи кажавме дека е прв, уште еднаш ќе потенцирам и единствен. Кој беше мотивот? Еве, уште еднаш да повториме за оние кои што не ја следеле таа емисија, сепак да го знаат заради тоа што секоја работа која што се работи со љубов да дава резултати. Да, овој центар е отворен заради тоа што имам предвремено родени дечиња, близнаци кои што се родени во 34-та недела и претходно неколку години нели магистрирав на тема детска церебрална парализа и физикалната терапија како делува на неа. Па се покрај предвремено родените дечиња и големиот ризик за церебрална парализа кај нив, јас огледав и потребата и неопходноста од еден ваков центар. Всушност кај нас не постоеше таков центар кога моите би имале потреба да идат нели на терапија, така ми беше мотив за да се направи едно такво место каде што децата ќе се чувствуваат комфортно и ќе соработуваат. Така. Кажав дека денеска ќе се задржиме на тема сколиози и деформитети на рапетниот столб кај децата. Знаеме дека некако годините наназад со сето ова што ја носи новата технологија, децата веќе го немаат она детство кое што сме го имале ние на времето, нели, повеќе да играме надвор, да се дружиме, да бидеме социјални. Сега се повеќе некако ми се чини затворени дома, ограничени со дружење, со физички активности и дали токму тоа е причината за појава на сколиози и деформитети кај рапетниот столб и ако има нешто пуснели да објасните од ваше искуство до сегашно, бидејќи нели го работите ова, што е точно причината и каква е состојбата ева реално да ни ги кажете? Да, начинот на живот се смени многу до толку што ако препораките за едно дете да поминува надвор по 60 минути дневно, децата поминуваат по 7 до 10 минути дневно во просек надвор со физичка активност. Тоа многу смени во однос на престојот надвор на сонце, заради витамин D, заради дишање чист воздух, заради физичката активност, како за развивање на физичкиот аспект, ама и менталниот аспект, пошто престојот надвор и играта го развиваат и мозокот кај детето. И тоа, но и особено после короната се споменуваат епидемиски размери на појава на сколиоза, како и на многу други нели состојби, но и сколиозата кај децата, која што уопште не е наивна, не е само естетски искривување на рабетот, но се носи своји последици.
колку вие го забележавте порастот на барања од родители да ги донесат решението од својот проблем? Се забележува ли дека има зголемен број? Да, се забележува во последно време, значи се зголеми доста бројот и веќе неколку месеци интензивно се работи кај нас специјалната методика ШРОТ за сколиози, точно за идиопатската сколиоза, која што се појавува од непознати причини, но се поврзува со тоа недвижење, со намален престој надвор, со подолго стоење во една позиција, искривена позиција, нормално и се повеќе имаме потреба, да. Ајде сега вака да почнеме да ни обясни што представува сколиозата и што представуваат воопшто деформитетите на рабетниот стол. Како можеме да ги дефинираме, како можеме да ги објасниме до нашите гледачи, како да забележат дека нешто такво се случува со нивното дете и обично на која возраст започнува тој проблем, кога треба најмногу да се внимава? Сколиозата е искривување на рбетот на страна, најлаички така можеме да го кажеме, но ако по-професионално ја погледнеме сколиозата, тоа е искривување на рбетот не само на страна, туку и напред некогаш и исправување на нормалните кривини на кифоза и лордоза што ги имаме на рбетот, а дури и ротирање на прешлените на рбетот. Сакам да напоменам само дека не секој искривување е диагностицирано како сколиоза, туку најчесто се искривувањата како до 10 степени, тоа се рачуна дисбаланс на мускулите и тоа многу често може да се решава со зголемена физичка активност, запишување на децата на некој спорт. Како да кажам, првиот степен. Првиот степен може почетно. Може со повеќе активности и вежби да се реши. Да. Добро. За тоа, значи, мора да се отиде на доктор и да се види дали очекуваме да порасне тоа искривување, да се зголеми искривувањето, дали очекуваме да се исправи со спорт или ќе мора физикална терапија да се прави. Потоа, предпоставам дека по тој стадиум следи некој друг стадиум кој што е малку повеќе од првиот. Да, значи сколиоза ќе биде секоја искривување над 10 степени што ќе се појави кај децата, па дури и ќе треба да внимаваме за тоа ротирање кое што ви го кажав на прешлените, ако има се мери со сколиометар и ако има над 4 степени искривување на прешлените, ротирање, тогаш и дури да нема 10 степени искривување на страна, пак почнуваме со физикална терапија и се уклучува алармот за физичка активност, големена физичка активност, специјални вежби. Така, сега кога треба и како треба родителите да забележат дека детето постојат некои симптоми, например, во нивниот од, во нивното стоење, се забележува ли некои специфики кои што треба да послушат дека детето има некој проблем веќе со значи особено треба да се внимава веќе кај децата од 9 години, тогаш многу почесто се јавува таа идиопатска сколиоза која што не е без познати причини, нели? Понатаму, ако видиме дека детето е неактивно, уште ако погледнеме на грбчето и видиме дека плешките едната е погоре, едната подоле, раменцата можеби малце повисоко, можеби крлицата малце на страна, па некогаш дури родителите велат како ногата да му е пократка. Гледаме дека струкот не е ист на двете страни. Можеби некогаш и стои така поискривено. Но треба дури да се вклучи алармот и кога ќе видиме дека децата многу време ни поминуваат во кревет со телефонот во едната рака и таа една позиција, нели, со часови, да. Пошто тоа ние мислиме дека трае 10 минути, но трае со часови гледањето во телефонот и тоа веќе неизбежно води до искривување или барем да се вклучи алармот за да се прекине таа лоша навика која што би довела до искривување. Потоа, јас би рекла и дека кај сите деца треба во школа веќе да се алармира заради неадекватното седење во училишните клупи. Сега дали можеме тука да го повикаме Павел за да практично покажеме што треба и како треба правилно. Да. И она што навистина пречи на децата во училиште. Кога станува збор за носењето на ранчиња и кога станува збор за седењето во училиште. Да, дојди Павел да покажеме. Павел, сега повели тука да дојдеш.
да покажеме до гледачите како треба правилно да се седи на едно столче. Дојди, Павел. Како треба правилно да се носи ранчето. Што е тоа што треба да се прави, а што е тоа што погрешно се прави? Децата во школу поминуваат многу часови и многу алармантно како седат за време на часовите заради неадекватната висина на столовите и масите во училиштето. Практично лежат на клупите. Толку многу часови лежање на клупите не е добро за работниот столб. Значи мора да се знае дека ова е алармирање нели до властите кои што треба да обрнат внимание на децата кои што се во раст, нели толку многу часови во школа, дека треба да биде адекватна висината и на столчето и на масата, па детето ќе може значи нормално да функционира со исправен рабет. Доколку е повисоко столчето, седни Павел, тука мама да покажеме. Седни на црвеното столче, доколку е повисоко столчето. Претпоставам дека тоа ќе мора да се наведнува. Тогаш се наведнуваат за да седи, нели, затоа што му е тешко цело време да седи, па и не може да пишува така. И исто и доколку е ниско столчето, седи на ова столче да покажеш, Павел. И доколку е ниско столчето, и тогаш имаме проблем. Исто така, како голем проблем го покажуваме и проблемот со тешките ранци, кои не е воопшто не е наивно, нели ке речете до училиште или само на враќање, но воопшто не е наивно тоа со тешките ранци, затоа што се менува целата позиција на стоење на детето, на позицијата на рабетот и многу лесно се прави дисбаланс. Не знам кај е ранецот. Дојди, Павел, да покажеме, мама. Дојди да го ставиме ранчето. Еве еден тежок ранец. Ранецот кај децата треба да не надминува 10% од тежината на детето. Значи, дете што има 14 кила не треба да носи повеќе од 1,5 килограм ранец. Но праксата покажува дека носат многу поголеми ранци и тогаш најчесто се случува ова одење, децата се наведнуваат напред за да можат да носат тежината, но кај поголемите деца па се случува и да носат ранец на едното рамо и тогаш го добиваме ова искривување на страна. Држи го мама ранчето да видиме. Целиот рбет, еве го како се искривува на страна, заради тоа што детето се мачи да ги носи, да носи тежината. Наведни се, главчето надолу. Не е толку пага, вака. Вака, стои. И овдека се гледа таа скулиометар се мери колку е изротирана рбетот. Да го поврзате во некој дел од умовата. Добро, Павел. Мама, застани не изведувате, не више како се. Иначе, исто така може да се види искривувањето. Павел, престани више. Искривувањето може да се искриви тука кај ребрата, затоа што искривувањето тука ги искрива и ребрата нанапред. Успред целото ова, целиот труп се ротира. Ако е тука згрбавено, овдека ќе биде исплескано и целиот рбетен кош успред доаѓа навак. Едното иде наназад, другото нанапред и вака се искрива. Легни сега овде. Овие цртежите што ви ги покажав, ова значат. Се взимаат вакви торбички од оризови торбички. И се позиционира детето. Според искривувањето. Ако карлицата му е нанапред, ние подигаме со торбичка нагоре. Ако искривувањето му е вака обредно, тогаш правиме
вака тука го подигаме. Со тоа даваме знаци на мозокот каде треба да стои, спушти доле главчето, како треба да стои правилно и почнуваме да ги вежбаме тие мускули. Со тоа што му обрнуваме внимание на мозокот каде точно да вежба, пошто не е тешко да го извежбаш овој дел, туку му даваме на мозокот насоки и преку дишење и преку движење. Сега, овдека се става, затоа што карлицата некогаш не е вака испаѓа како да е пократка новата, тогаш ја подигаме карлицата. Стани мама? Оп, ајде, оп, сега сега тука. Стави ги рачињата овде. Доприде ноđињата до ова. Доприде таму кога. Така. И сега стои тука цврсто. Кога ни е искривен грбот навака, се случува ова. Кога ќе стане на перниче, се случува ова, значи се контра му правиме на искривувањето. Ајде па да стои вака, мама. Да стои вака право. Исправи се, гледај напред гледај и бутниме сега овдека. Бутниме овде на страна, вака направи, оп, вака. Овдека држи, ајде, бутниме тука. Бутниме вам. Браво. Ето, исправи се. И тука се буткај. Тука, не на таа страна. Тука се досади. Тоа е, значи, тој проблем со ранците, кој што секогаш го потенцираме кога говориме на оваа тема, заради тоа што навистина децата носат претешки ранци за својата возраст, премногу книги, тешки книги и додатни работи кои што им се потребни за училиште, меѓутоа и како многу допринесуваат за тие деформитети кои што ги имаат на работниот стол, па и уште повеќе допринесува тоа што некако ми се чини дека и физичкото воспитување во училиштата не е на она ниво кое што беше можеби некогаш, па тука можеби исто така треба да се обрне повеќе внимание, или секогаш кога говориме на оваа тема, упатуваме апел до надлежните, некако да обрнат повеќе внимание во однос на часот по физичко, да биде од корист. Например, можеби да се воведат некои корисни вежби кај децата на оваа возраст, како што кажавте, негде 7, 8, 9 година. Да, часовите за физичко се наменети точно за тоа, за децата да се запознаат со физичката активност, да засакат, точно тогаш се градат навиките за тоа. Но често покрај сите овие работи сме сведоци дека часовите се заменуваат со други часови за да се надокнади некој друг предмет, што е тотално погрешно, не е пракса во изминативе децении веќе. Соработка треба, значи, од другата страна и учителите да внимаваат колку се бара од децата да се носи во чантата, да не се бара да се заменуваат часовите. Треба да се зголеми бројот на часовите по физичко. Затоа и реков повеќе треба да се обрне внимание. Сега ме интересира кога веќе нели ќе се дојде до степен на оној втор степен на сколиоза кога е потребно да бидат кај вас да побараат помош. Како што кажавме со оние вежби кои што вие тука ги практикувате. Значи што конкретно се случува кога ќе дојдат кај вас, ајде да кажеме за полесна степен на сколиоза, потоа ќе објасниме за шорт методата, бидејќи таа ми се чини за малку по тешките случаи на сколиоза, така? Па над 10 степени веќе може да се работи, а под 10 степени не се рачуна за сколиоза. Преземате кога кај вас ќе дојде едно детенце со ваков проблем? Што се преземате и колку време трае соработката со него? Дали додека скоро с него решите проблемот или па се прави некоја одредена пауза па повторно се продолжува? Веќе кога земало искривувањето замав, тогаш децата веќе чувствуваат и болки, нелагодност при одење, некојаш дури во нозете болки има, во грбот, во рацете. Значи веќе поочигледен станува проблемот и нема бегање, но тука можам да кажам дека веќе малку и касно е кога доаѓа децата, затоа и се прават тие превентивни прегледи од систематски прегледи. И треба и без систематските родителите сами да ги иницираат кај ортопедите. Па
Тука веќе доаѓа децата со рентген снимка, со преглед од ортопед и според искривувањата, според степенот, почнуваме да прилагаме најчесто штрот метода, затоа што се покажала како најефективна. Вие за тоа имавте и специјална обука, колку што сум информирана, бевте во Бугарија. Колку време требаше да ја совладате оваа обука, за да нели почнете да го применувате тоа кај дечињата и од кога веќе ја применувате? Неколку месеци веќе ја работиме на шрот методата и таа е во неколку степени едукацијата, затоа што треба доста време за да се совлада тој научен материјал, тоа воопшто не е лесна метода и захтевна и многу специфична. За секој едно искривување кај децата, за секој еден прешлен кој што е изротиран на некоја страна, не смееме да се дозволиме да направиме погрешно движење. Во овој случај никогаш не ги прекинуваме физичките активности што ги имаат децата претходно ако веќе идат на некој спорт, секоја што ни е добро дојдено и децата сакаме да се што е можно повеќе активни. Колку време бевте на обука, рековте 3-4 месеци? Не, во неколку наврати се носат тие по една недела се обуките во неколку наврати и после неколку сеанси значи се добива сертификат шрот терапевт, значи специјален терапевт за шрот методата. Веќе вие сте, значи имате тој сертификат и како што кажете веќе неколку месеци го применувате. Како оди поставката? По шрот метода се изработува корсет? Значи корсетот се изработува кога веќе имаме искривување од 25 до 30 степени, над 25-30 степени, да, и тие се специјални корсети што се потребни за може да се работи шрот методата, дури нели додека се носи корсет, затоа што шрот методата работи по принцип на тридимензионално искривување на рбетот, како сколиоза, не само искривување на страна. Тој корсет би имал адекватни отвори, празнини каде очекуваме да се развива, да се насочува развојот на или исправувањето на ребрата, на рбетот, пошто се прават терапиите и преку дишење, и преку позиционирање. Но претходно работиме преку позиционирање и преку дишење само. Пред да бидат тие нели степени толку големи, тогаш работиме преку позиционирање и дишење. Тоа е кога говориме кога е помал степенот. Да, од 10 до 25 степени. Колку време е потребно за овој поблаг степен на сколиоза за да се среди сколиозата или сепак е тоа индивидуално, бидејќи колку што знам дека треба дечињата и дома да работат на тоа, не само со вас овде во Кајдите. Значи треба барем еден месец да работиме интензивно 2-3 пати во неделата и децата да ги научат убаво вежбите да ги прават, затоа што си малце барат и поголема концентрација. Па нели со деца работиме, не можеме да секогаш да очекуваме толку голема сконцентрираност на часовите, но додека да ги научат децата вежбите, додека да ги совладаме сите вежби, еден месец минимум треба за да може да се види минимален ефект. Добро. Тука само би сакала од режија да ги вметнат покровителите на емисијата Ваш термин на 10-та јубилејна сезона, бидејќи сепак треба да ги погледнете во ова издание и се надевам дека сите оние кои што ќе имаат потреба да ги посетат, ќе се јават во нашата телевизија и ќе побараат овие контакти па да ги погледнат. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена
на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата, водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ке ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со ребетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани, со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Ева сме са повторно поканени да го продолжиме разговорот после оние покровители кои што можете да ги видите. Дијана, стигнавме некаде до она кога веќе децата имаат сколиози, деформитети повеќе од 20 степени, како што го кажа Тита? 25 до 30 веќе почнуваат да носат корсет. Тогаш веќе се случуваат оние поголеми деформитети, дури па и можеме да кажеме дека се видливи кога се го видиме грбчето на детето, нели како што кажа и ти едната плешка е подоле, едната погоре, значи колковите и така натаму, раменото едно е подоле. Тогаш веќе се преминува на шок методата за која што ти, нели, како што кажавме пред малку, беше во Бугарија, да го совладаш се до тоа, за да може да се пременува. Ајде малку повеќе да ми објасниш за шок методата, бидејќи е нешто што е од поново време и што веќе се практикува. Да, шрот методата е најпрактикувана метода за сколиоза, идиопатската сколиоза низ целиот свет веќе. Таа е германска метода, разработена во Германија. Во Германија веќе постојат цели клиники кои што го ја работат само таа метода и тоа е покриено од фондот таму. Шрот методата се практикува веќе над 10 степени искривување сколиоза и над 4 степени кога имаме ротација на прешлените измерено со сколиометар. Ризикот колку ќе се развива сколиозата го преценуваат ортопедите, но ќе кажам дека над 9 години веќе тој ризик е зголемен затоа што децата растат, како децата растат се извишуваат и сколиозата само може да се зголемува, не може да застане. Ми се чини дека повеќе време треба да се обрне кога се случува оној раст кај децата веќе во втората половина од основното образование, нели? Кога доаѓа период на пубертет, па тогаш нели се извишуваат, тогаш најмногу треба родителите да внимаваат и да вклучат некоја физичка активност и уште повеќе ако нешто забележат да нели да реагираат. Само што физичката активност, љубовта кон неја треба да се направи уште од најмали нозе, после е малку касно. И после веќе децата нивното однесување пубертетско носи до некои нови
нови стандарди на позиционирање, тоа е едно фраерско стоење, каде што не е убаво да си исправен, туку да си подкрбавен и така да се влечеш, нели, додека одиш. Па затоа треба многу порано да се почне со физичка активност. Да засакаат децата и да стане начин на живот тоа. Да се навратиме на шорт методата, извини, те прекинав малку јас. Шрот методата, значи после 25-30 да, после 25-30 степени искривување на страна се препорачува да се носи корсет. Тоа е посебен корсет, исто тридимензионално направен, кој што ќе овозможува да се изведуваат вежбите. За секој дете, посебно за секој проблем кај детето посебно. Да, затоа што ниедно дете нема искривување на едната страна и точно на таа висина, точно толку искривено како друго дете, без ниедна друга компликација како друго дете. Секој дете е посебно и тие вежби што се практикуваат кај нас, би рекла, тие се вежби за раздвижување, не носат ефект. Тоа го видовме од многуте деца што се дојдени и што бараат, нели, спас во шрот методата како најефективна до сега и докажана. Тој корсет, значи, дава можност да се прават вежбите и додека се носи корсетот. Но за жал не се изработува уште во Македонија, можеме да го најдеме во Србија и во Бугарија, да се изработи според дете. Колку време отплика вака според она што ги имате вашите сознанија треба да се носи корсетот или се носи за да се реши проблемот? Претпоставам дека и тоа е индивидуално, Да, зависи од искривувањето, зависи од степенот на искривување и дали детето е во процес на раст, дали е, ако е завршен растот, не очекуваме да расте искривувањето, но па и потешко ќе оди исправувањето исто така. Додека растат децата можеме полесно да ги моделираме, иако ни се спротивставува, нели, извишувањето на децата ни се спротивставува, но па и например деца околу 20 степени очекувам дека една година би требало да вежбаат во смисла на да доаѓаат 2-3 пати неделно со физиотерапевт, па да се вклучат вежби дома, после некој време може да се намали на 2 пати, па да се вклучат вежби дома. И една година се тоа треба да биде дисциплинирано. Да, затоа што од почетокот е доволно и е голем успех и само да го стопираме растењето на кривината на сколиозата, искривувањето, да го стопираме искривувањето да не расте, па потоа да работиме да се исправи и е одреден период кога ќе работиме да се зацврсти, да се стабилизира таа исправеност на рабетниот столб. Колку што можев да ве сватам, најдобро е што порано има проблем, нели, со сколиозата, веднаш да се реагира за да се реши проблемот, бидејќи кога се јавува сколиоза во раст, потешко се решава, така, колку што ве разбрав. Значи да ги имаат тоа на ум родителите, дека Тоа не е секој захтева физикална терапија, затоа велам кај ортопед ке се отиде и ке се прецени ризикот на каде се движи искривувањето, па тој да каже дали е доволно физичка активност, дали е доволно некој спорт специфичен или веќе ке се започна со специфични вежби. Што друго е нешто вака најважно кога станува збор, ајде сега да се навратиме на превенцијата некако, бидејќи секогаш ова што го говориме за да превенираме, нели, да не дојде до вакви проблеми, па за да може, нели, да се решаваат и потешки случаи, па дури има случаи каде што мора и оперативно да се реагира, за жал. Меѓутоа оваа шорт метода ми се чини е измислена се со цел да се спречи оперативното третирање на сколиозите. Што е тоа нешто што е најважно во превенцијата на сколиозите, на дефектите на рветот кај дечињата, за да не доаѓа до состојба да мора да решаваме, односно вие да решавате толку тешки случаи. Јас пак би пуснала од најрана возраст да се направат навики децата да престуваат надвор. Витаминот Д од сонцето, воздухот да се развиваат убаво белите дробови, со тоа не само белите дробови, ребрата се поврзани со рабетниот столб, со прешките и тие, значи, учествуваат во формувањето на тој труп
прав или искривен каков ќе го изградиме ние. Спретноста, предизвиците во игрите надвор, тоа да не се заборава дека еден час минимум треба децата да имаат надвор, да имаат предизвик, да скокнат, да се качуваат на дрво, да се качуваат, тоа е одлична активност, иако не е забрането сега веќе од бабите да се прави за да не падне. Но и тоа е, значи, вежба која што е бесплатна, прво нели бесплатна, е најдобра вежба и децата да засакаат да се движат. Па во крајна сметка е неговодно, децата може да се искачува, да учат за природата. Значи што повеќе да бидат надвор. Што повеќе надвор, што повеќе активност. Што помалку да бидат над овие модерни уреди, модернава технологија, бидејќи мислам дека и тоа е една голема причина што во последно време има голема појава на сколиози. Тука некаде ќе сакала овој дел да го завршиме, меѓутоа неизбежно ми е да те запрашам, бидејќи колку време веќе постои, повеќе од една година. Да. Центарот, што се друго мора тоа да го кажеме до нашите гледачи, бидејќи сепак да го знаат и за оние кои што имаат некој друг проблем, а вие не им помагате како детски физиотерапевт. Какви се други проблеми во однос на што вие треба да им го прушите како детски физиотерапевт третирате во овој центар? Она пошто сме познати се децата кои што се порано родени, тоа се бебињата од најмала возраст и специјалните методики за стимулирање на развојот. Всушност, овој пат од најрана возраст преку вежбите го стимулираме развојот на мозокот. Затоа што преку движењето се развива мозокот, исто и кај бебињата, исто и кај големите деца. За секоја физичка активност е важно дека детето ќе се измори физички, но мозокот ќе работи подобро. Тоа го работиме, значи, кај бебињата. Бебињата кои што се порано родени се во голем ризик од проблеми со развојот. Многу често сретнуваме церебрална парализа. Во поново време сретнуваме многу често и аутизам и екранизам, кои што исто така се не модерни, но во многу голема број појавени. Во време има доста појава. Да, и тука физикалната терапија многу помага до една година децата затоа што тие деца доснати во физичкиот развој, а преку физичкиот развој го стимулираме и развојот на мозокот, па со тоа го стимулираме интересот кон играчки, вниманието кај децата, да ги одвлечеме децата од екрани. Така, значи ова е тоа толку што е значено за да децата бидат, како да кажам, здрави во својот развој. Меѓутоа, и она што го посочивте за се што е овој центар тука, нели, што се вели одговорни сте вие како детски физиотерапевт, ако им нели затреба помош на оние кои што ќе не следат или на родителите, ќе може да ви се обратат. Колку сте задоволни од досегашната ваша работа, бидејќи нели не постоите многу долго време, меѓутоа сепак доволно може да кажете искуство. Да, имаме многу големи успеси, би рекла не само ние, туку заедно со сите доктори со кои што соработуваме. Кои сте вклучен, само да поточним? Невролози, ортопеди, дефектолози, педиатрите како прва борбена линија да препознаат, да насочат. Значи во секој случај поголем тим на доктори и крајната цел овде во вашата работа е тоа што го кажавте и што го потенцирате. Дијана, јас ти благодарам што денеска имавме можност да дојдеме во центарот Петка, првиот центар за детска рехабилитација и кажавте дека имате досега успех. Ви посакувам уште поголем успех во сето она што ќе го работите и кога станува збор за сколиозите, за кои што денес говоревме, а исто така и кога станува збор за оние други проблематики кои што вие тука ги решавате со оние третмани кои што им ги прушате на децата. Ти благодарам многу и ти посакувам многу успех и се надевам следната емисија во студио. Ве благодарам и јас што дојдовте да ги информираме гледачите, да се потигне свесноста за сите овие модерни состојби што се случуваат и важноста за физичката активност и пристојот надвор. Да. Почитувани гледачите, така како што кажа и Дијана на крај, Дијана Малиновска, значи детски физиотерапевт. Многу е важно развојот на едно дете, што од мали нозе, неговата физичка активност
Значи, како вие ќе го насочите низ животот, за да нели таа навика, како што и потенцираше Диана во разговорот, да му стане некако навика кроз целиот живот, за да нема сколиози и деформитети на рапетниот столб и нели да израсне во здрава и личност која што ќе нема проблеми од овој тип. Се надевам дека бевме интересни и го задржавме вашето внимание. Уште еднаш ќе потенцирам за сите оние кои што не следат, а сакаат да стапат во комуникација со Диана, веќе утре ќе можат да го добијат нејзиниот контакт во нашата телевизија. Јас ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, грижете се за дечињата и нивното здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.